Добро утро. Денеска се вклучуваме од новиот булевар Асном, кој што е всушност продолжиток на веќе постоечкиот, а позади нас имате можност да го забележите и новиот мост кој што се гради и кој што би требало да биде олеснување за сообраќајот во Скопје. На оваа тема денеска зборуваме со портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро до вас и да вашите гледачи. За почеток би ве прашала, имаше и градоначалникот свое обраќање до медиумите и најава дека многу наскоро ќе се случи отворањето на овој мост. Може ли да очекуваме дека навистина за еден месец ќе биде се завршено со оглед на тоа што гледаме дека уште многу има тука да се работи? Па не е дека има уште многу тука да се работи. Да, вчера бевме со градоначалникот тука, имаше увид на работите. Као што кажа градоначалникот, во наредните 30-40 дена веќе ќе биде пуштен. Као што гледате на булеварот веќе гасиме. Ова беше за изоставен дел, сега веќе имаме булевар. А мостот би требало да биде готов во наредниве 30 дена. Тоа што би требало да знаат граѓаните за овој мост е дека ќе има 6 ленти, 3 од другата страна, ќе има велосипедски патеки, ќе има лето осветлување, ќе има пешачки патеки, дрворед, зеленило и ќе го личи и аеродром и цел овој потек на градот. Тоа што се создаде видов и на интернет страниците, меѓутоа и на социјалните мрежи. Сваќам дека сме пред избори и има некоја си интенција да ваквите големи проекти од овој карактер да се исмејуваат, меѓутоа тоа што би сакал да кажам, што можда не беше разјаснето кај граѓаните, е дека овој проект се работи на 3 фази. Првата фаза е пробивањето на булеварот Асном, тоа што веќе го гледаме тука. Втората фаза е мостот Михаил Апостолски, кој што е при крај и може да се видите. И третата фаза е пробивањето од Керамидница па се до мостот, спојување со булевар. Така би те прашала, Валјон, извини, можевме да забележиме од снимките од дрон дека од другата страна на мостот има и куќи, всушност оние муабети на социјалните мрежи кои што ги спомена и самиот се насочени кон тоа, дека од мостот ќе треба директно во нечија куќа да се отиде и ќе може ли тоа да се среди за еден месец? Значи, кога почнавме пробивањето на булевар Асном од страна на Керамидница, добро кажавме дека булеварот од таа страна ќе биде пуштен во јуни 2022 година. Меѓутоа, тоа што не сваќаат луѓето е дека после мостот има и секундарни улици, така да овој дел и мостот која ќе биде пуштен, првично ќе се користи со тие секундарни улици и потоа до јуни следната година ќе биде поврзан цел со булеварот. Куќите кои што ги гледате тука се веќе експроприирани и мислам дека веќе од понеделник ќе почне да се рушат и кој што знаете тој дел веќе почна да се работи на булеварот Асном, меѓутоа делот кај куќите веќе се експроприирани и мислам дека од понеделник веќе ќе почнат со рушење. Би те прашала од какви се очекувањата, мислите ли дека со изградбата на овој булевар и мостот ќе се растирети сообраќајот во овој дел од градот? Секако дека да, ние гледаме секој ден нервози од граѓани низ градските улици и тоа не е случајно. Имаме многу тесни грла низ градот кои што мора да се растиретат. Се повеќе имаме коли во градот, за жал. Тоа што градот го прави е истовремено поттикнуваме алтернативен превоз, затоа сите нови булевари имаат и велосипедски патеки и пешачки патеки. Се со цел да го растеретиме малце тој хаос, ако можам така да кажам, сообраќаен во градот. Значи, ваков мост последен пат бил изграден во 70-тите. Тоа е мостот Гоце Делчев кај до влада. Сите знаеме тежината на тој мост. Замислете да не беше тој мост, каков хаос ки имаше тој дел на градот. Така да со пуштањето на овој мост, мислам дека и овој дел од градот како ќе се растирети. Сакам ти кажам дека од Шаер за да стигнам до тука ми треба околу 40 минути. Замислете да беше пуштен мостот и булеварот тука ќе бе за 10 минути. Така да кратењето на 30 минути од времето на граѓаните, особено во овие утрински часови и
доаѓањето од работа и те како ќе им значи на граѓаните. Така, меѓутоа гужва има на секаде, тоа сигурно сум ќе се согласиш самиот, не само во аеродром, гужва има во Кисела вода, во центар, во другите делови од градот и има многу негодување. Многу голем дел од граѓаните кои што во утринските часови мораат да се движат се жалат дека гужвата се направи токму поради реконструкцијата на одредени улици и сообраќајници и тоа истовремено. Дали ќе се согласиш со ова и каков е коментарот тебе на градот? Добро, повеќето ќе кажат дека можеби предизборна фарса, тоа што би сакал да кажаме дека 4 години поред се конструираат улици низ градот, сведоци бевте дека и во време на короната, кога веќе луѓето беа изолирани, се работеше на реконструкција на улици, али тоа што би сакал да истакнеме за разлика од порано, се улиците се реконструираат на рекордно време. Се работи навечер, се работи во периоди кога нема толку многу проток на возила. Сведоци бевме пред неколку недели имавме пуштање на ново реконструирана улица која што се реконструираше за 16 дена. Тоа во Скопје не памтам да се десило никад. Така да ги разбирам ја и луѓето кои што се нервозни, меѓутоа сите овие реконструкции се прават за да ги избегнеме на подолг рок тие гужви низ градот. Како што спомнав порано, булеварот Аснум се прави токму за тоа. Ќе почнуваме со градење на нов мост во Карпош и тој и така ќе го растире, типа некои гужви кај Борис Трајковски нема да ги видиме. Исто така клучката кај Момин поток ќе го растире и делот кај Пластичарска и така натаму. Овие се стратешки проекти кои што ќе го даваат резултатот на подолг рок. Моментално се работи на околу 10 реконструкции во градот, некои се веќе завршени, некои се при крај, меѓутоа пак сакам да истакнам дека повеќето веќе ги правиме на рекордно време. И уште пред самиот крај би те прашала и до каде се активностите, градижните активности околу спојувањето на Кисела вода со аеродром? Значи се работи, сега не би сакал да навлезам со точни датуми, сите знаеме дека сме пред избори и како што видовме и вчера, секој датум што ќе се даде за некој проект после може да се искористи во некоја лоша намера. Битно е дека се работи и верувам дека за брзо време ќе се реши. Валион, ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Фала и на вас. А ние се одјавуваме од новиот булевар Асмом. Се надеваме дека многу наскоро ќе можеме да посведочиме на неговото официјално пуштање во употреба.